Добро вечер сите присутни. Мило ми е што ве гледам, што дојдовте во ова време за да започнеме со заедничка продолжена соработка, што ми е особена чест за овој настан денеска и што имам чест да го отворам. Да ве поздравам сите. Посебен поздрав до градоначалникот на општина Куманово, господин Максим Димитриевски, кој е секогаш тука во поддржба на сите проекти во рамките на како што и развој на ово општество треба да биде, на заедничка соработка и на напредок и на иновирање на сето оно што досега, да кажеме, сме можеле да го направиме подобро. Во заедничка соработка со Сдружение на спортски педагози и Сојузот на училишен спорт на Куманово, Општинскиот сојуз на спортот на Куманово се вклучи во не е ни прв, не е ни последен проект, ќе имаме и уште друг проект, кој ќе го најавиме подоцна, но ваквиот начин на работа, само заедничка соработка може да доведе до напредок и може да доведе да сите ние го постигнеме нашиот максимум и како здружение и како индивидуи и да допринесеме во општеството. Затоа сум горд што еве го направивме во Куманово. Учевме од тие искуства, беше интересен како концепт и повеќе измени да се направат во самото одење, или во текот како се развиваат моментите, не затече самата ситуација. Се надеваме дека успешно одговоривме на предизвиците. Не беше лесно и едноставно во сето тоа на брзинка решавање. Најдовме, се надевам, компромис за сето она што беше за нас ново. Не е лесно. Секој од нас има своја специфика. Се трудевме да овој концепт на онлайн часови да влече нешто од традицијата на нашето квалитетно, поранешно, да не кажам образование од Југославија, значи да се подпре на навистина она квалитетно вежбање. Во таа суштина, значи сите што работат во училиштата знаат дека последниве години можеби малку се одлековме од тој концепт и убаво би било полека да почнеме враќање кон тоа што е конкретно и што дава резултати. Зашто овој онлайн концепт се базира на вежбање. Јако часот е скратен, значи многу повеќе може да се изработи квалитетно и ученикот да добие повеќе ефекти, отколку нели да се работи само некоја си можеби техника, да се чека во строј или да помине часот така во некоја слободна игра. Ваков концепт значи допринесе за некои наши видување дека сепак може да се реализира вежби, нешто што порано може да кажеме кај учениците е досадно или неинтересно, дека сепак може да се изработи еден месец со ора и танци, сепак може да се работат вежби за превенција на деформитети, и тоа за сите три деформитети, и сепак дека ученици од 11 години успешно може да разберат што е и како треба да се сработи, нели вежба за превенција на деформитет. Значи има позитивни работи, од секој искуство од ова научивме многу позитивни работи и како што нели веројатно ќе биде онлайн наставата, ќе продолжи до крајот на годината, така и овој проект е предвиден да продолжи до крајот на годината. Ќе биде комплетен само кога нели подоцна би имале можност да извршиме мерења со учениците на нивните физички способности, за да може да знаеме до каде сме. Комплетни мерења, за жал немавме на почетокот од школската година и не може да споредиме колков напредок кој ученици оствариле, оние што вежбале, а за жал уште помалку може да се утврди ефектот на онлайн настава на оние ученици што не вежбале, за да изнесеме некои реални заклучоци, нели, и видувања. Во поглед на оној дел што остана, да кажеме, малку празен, што исто така не затече, разговаравме повеќе пати и се сложивме, исто така направивме проект, што исто ќе биде поддржан од општината на Куманово и градоначалникот, ќе биде промовиран во најскоро време. Значи проектот ќе биде за работа, значи физичка активност, часови физичко за деца со попречености. Тој дел остана, не кажеме, недоречен, бидејќи во наставата
овој концепт е за деца, да кажеме, со вообичаено што може да го сами изведат часот, да го разберат и изведат. Исто така мислам дека до сега не се почна никаков таков проект во државата, значи ќе бидеме единствени што ќе го сработиме. За тие деца ги треба помош во работа, ќе бидат ангажирани професори по физичко, ќе се направи едукација за нив, неколку предавања, нешто што и самите ние имавме како професори, можеби недоволно објаснето и научено од факултетот. Тука ќе специализираме, значи во неколку предавања и ќе се работи редовно до крајот на учебната година. Ќе се набават и посебни реквизити прилагодени на нив, односно на различни попречености. Ќе има, значи, посебни групи, каде што ќе се подела според видот на попреченоста, а ќе се работи и со физички и со ментални попречености. За тој проект дополнително ќе одржиме, како што кажав, едукација и верувам дека и од него ќе прерасне некоја поголема, понатаму пракса да се продолжи со редовна група за вежбање, а во овој момент е најнеопходно за тие дечи што побрзо да реализираме со нивното вклучување во физичката активност. Сега би го поканил први градоначалникот на општина Куманово да земе обраќање, за да потоа уследиме со предавањето. Повелите. Благодарам, професоре, почитувани присутни, драги професорки и професори, спортски работници, активисти. Најпрвен сакам да го искажам моето големо задоволство од аспект на тоа дека во оваа организација не само што разговараме и договараме, туку и работиме нешто. И како резултат на состанокот што го имавме во гимназија Гоце Делчев и сите оние апели до сите спортски работници и сите професори и наставници водија со плод, бидејќи ние денеска имаме и конкретни резултати. И покрај тоа што е пандемија, работиме во вонредни услови, сепак резултатите се видливи, особено активноста на професорите во делот на онаа што значи основната наша заложба, тогаш тоа е да се вратиме на тезата во здраво тело, здрав дух. Моја цел како градоначалник, а целта и на сите нас, првенствено како родители, е да кога ќе влеземе во една школска училница, видиме што помал број на лордози, кифози, сколиози и други деформитети кои што се, за жал, резултат на нашето секојдневие, бидејќи нашите деца, нашите ученици се соочуваат со една модерна реалност, а тоа е секојдневно седење пред компјутер и многу мала физичка активност, а за жал и корона кризата дополнително не става во состојба да ние како родители се чувствуваме немоćни на тоа поле. Јас во оваа прилика сакам да се заблагодарам првенствено на Општинскиот сојуз на спортови, на Сдруженијето на спортските педагози и секако на Општинскиот сојуз на училишен спорт за ангажманот и сето она што го превземаа заедно со сите вас да имплементираат голем број на проекти. Општината останува на основните заложби, а тоа е да мотивира, а ние мотивираме од финансиски аспект и со логистичка подршка и дополнително да вложуваме во нова спортска инфраструктура во градот, за да може сето онаа што вие го работите да има каде и реално и објективно да се реализира. Ако се вратиме на некогаш ните времења, 60-те, 70-те, па и 80-те години, тогаш можеби немавме сериозна развиена спортска инфраструктура, но имаше силна самомотивација кај секој поединец да се занимава со спорт и спортска активност. За жал денеска времењата се сменети и токму вие сте тие најповиканите,
кои што преку образовниот систем повторно треба да ги разбудиме најмладите генерации и да ги насочиме кон спортот. А на нас како општина и како луѓе кои што се избрани од граѓаните ни преостанува да работиме континуирано, да ги развиваме условите во кои што и вие ќе работите, но и децата секојдневно и ќе учат, но и дополнително ќе даваат одредена активност. Само накратко да кажам дека во изминатите 3 години успеаваме со подршка на ресорното министерство да изградиме 3 училишни спортски сали. Едната во основно училиште Јероним Дерада, втората во средно техничко училиште кое што по 60 години доби спортска училишна сала и третата во економско училиште Перонаков за паралелките на албански наставен јазик, лоцирано во поранешна касарна Христијан Карпуш. Но не застанавме тука. И заштедите кои што во минатиот период ги направивме во образованието, бидејќи учениците не ја посетуваа физички наставата, ги реинвестиравме во дел на доградба на самите училишни капацитети, но тука дадовме првенствено акцент на спортските капацитети. Па изградивме нови спортски терени во техничкото училиште, дополнителен спортски терен во гимназија Гоце Делчев и во економското училиште. Воедно со собствени средства општината продолжи да инвестира и во нова спортска инфраструктура, со изградба на нови спортски игралишта кај градскиот кеј. Дополнително, една од ретките општини сме што во континуитет инвестира во развој на спортските капацитети со изградба од страна на мојот претходник на градскиот базен, кој што е еден од најдобрите и најквалитетните базени, најголемите во државата. Успеавме после децении борба со државата и приватни институции да конечно ги вратиме и спортските објекти на градот, а тоа се Соколана, градското игралиште, спортската стрелана, тоа е стрелиште во Куманово, од кое што нема останато ништо, и нашата гордост, спортската сала. И за тука веќе имаме изготвени, готови проекти со кои што дел планираме да аплицираме за средства, а дел планираме да ги финансираме со собствени средства. Еве веќе отпочнавме со реконструкција и партерно уредување на комплексот Соколана и онаа што значи игралиштата надвор, а дополнително работиме и на санацијата на објектот и веќе обезбедиме 8 милиони денари од општинскиот буџет за таа намена. Немаме намера да застанеме тука. Оваа година планираме дополнително 8 милиони денари да потрошиме во изградба на дополнителни нови спортски терени во основни училишта, но и на отворени простори каде што веќе ги имаме постоечките и да градиме нови. Се со цел да создадеме услови и да направиме поголем интерес кај младите луѓе да му се посветат на спортот. Континуирано ги зголемуваме средствата за финансирање на сите спортови преку наменските средства кои што како општина ги издвојуваме до Општинскиот сојуз на спортот. Ја менуваме онаа класична стара традиција да се фаворизираат неколку спортови и свесно ги дисперзираме средствата да стигнат до што поголем број на клубови, здруженија, поголем број на настани и активности. И сосема за крајот сакам да испратам порака дека јас тоа не можам да го сторам сам. За да целата приказна за Куманово спортски град продолжи да се развива и да се негува, ми е потребна поддршката токму тие најповиканите, а тоа сте вие, спортските педагози и луѓето кои што директно учествуваат во едукацијата и онаа што значи спорт во градот. Верувам и сигурен сум дека ќе бидеме успешни. Очекуваме сите да ја победиме корона при крајот на училишната година и веќе од септември да стартува воспитно-образовната програма во училиштата по еден реален и објективен и веќе навикнат пат, тоа е со физичко присуство, а до тогаш да се обидеме да создадеме уште поголеми капацитети и многу повеќе иновативни идеи, за да го реализираме и во пракса тоа што најдобро вие го знаете. И впрочем,
Онаа што значеа сите проекти во овој вакуум простор или корона простор, а тоа е онлайн наставата, се покажа таму каде што беше посветено труд и таму каде што беше посветено време од ваша страна, ефективно и суштински применливо и на дело, бидејќи секој може да вежба дома под надзор на својот професор и да биде едуциран така како што секојдневно, впрочем, вие го правевте тоа и во минатото во школските објекти. Ви благодарам уште еднаш од срце и посакувам успех на сите полиња, бидејќи факт е дека вие, поштувани професори, многу повеќе работевте суштински на дело отколку многу проекти за кои што до сега се заложивме, а всушност останаа само на хартија. Ви благодарам. Сите за вечерно присуство, иако претежно со спомнате се одбиваат сега и семинари и работници онлайн. Некако, бидејќи ова започна на 2 октомври, ако не се лажам, првиот наш состанок ваков, некако сакавме да одбележиме, да бидеме физички да се видиме и да најавиме некоја мотивација и покрај онлайн настава, некако имаме желба и волја полека да се овладаме ова корона криза, да се вратиме во она физичка, што викаме физичка класична настава. Моето делно обраќање од представник на Сдружение на спортски педагози и на представник на Федерација на спортски педагози, би сакал да биде модел, како еден мост насока на презентациите од програмата, со цел да ги запазиме седмиците, протоколот и да некако бидеме продуктивни овдека во нашето издание. Во делот на програмата сега е наред резултатите од анкета со ученици и наставници, кои што колегата Филип Полевски кој ни ја остави таа чест и јас да ги презентирам. Па само да направим малку Еко имавме некој концепт на онлайн настава кој што говориме заедно со 20 на присутни наставници кои што оди на презентацијата која ротира цело време на левата страна. Но сакавме ова полугодие да го заокружиме со пипливи резултати од ученици и наставници на национално ниво. И како што знаете, на почеток со едукацијата од кој што имавме на представниците на Бюро за развој на образование, во начинот на реализација на настава и можности на покрај онлайн на физичка настава или оценување и публикување на ученици, тука ќе нотираме дека за физичко и здравствено образование спорт и спортски активности беше исклучено, значи забрането беше секако присуство на ученици заедно со наставниците по физичко здравствено образование и немавме можност да направиме некои резултати во однос на моторичките способности, како тие напредуваат или стагнираат или може да се напредуваат со онлайн настава, но може да извлечеме барем доволна информација за тоа што може да ви кажат нашите драги ученици. Инаку анкетата беше спроведена со Google форма, што нуди апсолутна анонимност. Не знаеме било од кој училиште се информациите, нити ги насочуваме туку, доаѓаат изборно како што самиот испитаник сакал да одговори. Па, овдека се дел од резултатите, целосна анкета не е да речеме обработена, бидејќи ги прибирате до 13 јануари протоците, но имаме дел каде што може да го продискутираме, а за 2 дена ќе оди онлайн на платформа Zoom, на
на ниво на државно ниво ќе оди еден семинар, каде што веќе ќе изнесеме некои заклучоци, а публикуваните резултати ќе ги добиете сите, како што беше најавно во неговите училишта, низ цела Македонија на сите резултати ќе бидат пратени во функција на нашите наставници да ги имаат резултати. Според бројот на ученици кои што говори е 3266, можам да кажам, што ја мислам дека рядко не сум сретно, може не сум премногу едуциран, но ретко кои истражување било кој област на Македонија се направено сум повеќе 3000 испитаници, така да тука сум задоволен од тоа што учениците нели себе сака да го говорат. Кадржно кадриран женски со 55%, возрастна категорија, да речеме 11, 12, 13 години са прилика по 20-25%, што значи повеќе одговориле ученици кои што се во основно образование, што и така и состојбата на поволен број на ученици кај нас е и во основно образование. Еве, нивна субјективна оценка, ево, како е оцениле физичката активност за време на онлайн часовите. Тие, барем за себе, дават оценка до овие 3566 испитаника, дека 75% од нив се оценуваат со оценка вистина на часот на физичко здравствено образование и во онлайн, нели тие во имејот постот дома се доста активни. Останува по 2% за ниво 1 и 2, значи имало искрени ученици кои што, иако биле активни, одговорили на анкета и кажале дека имат активност не е голема, дали тоа се должи на содржините, начинот на кој што со нив комуницира наставникот, можности што ги имаат дома, услови и така натаму за кои ќе стане збор подоцна, ќе треба да се обработи покријателно и може и вие нешто да кажете во тој подоцна во дискусија. На кој начин да реализирате наставата по физичко образование, они може да ни кажат повеќе, понудите повеќе одговори, а и може повеќе да одговорат. Значи, 1572 кажуваат дека претежно се со подготвени видео часови од YouTube, некои други видео кои што ги пушта наставникот, има презентации, диаграми и така натаму. Но, да речеме, половина од нив веќе одговарат дека наставниците практикуваат подготвени часови, но има и добра процента што е дека самиот наставник се ги држува часовите без разлика на тоа како се подготвува, дали се самостојно, дали во консултација со својот колектив или на некој друг начин, сигурно привлечен за нив. Дали главно основна вклучување со камера, оно што не отежува некојаш комуникација со учениците како се вклучуваат. Значи, тоа виде со физичко образование со камера се вклучува секогаш кога има возможност. Нормално кога да знаеме дека некојаш лекција отежнува, може би некој нема, во тројца се дома, некој користи камера, кога потребно некој само микрофон и така натаму. Секогаш кога инсистираше наставник, значи имаме наставници кои што работат и со ученици, веројатно каде што не инсистираат дека мора да имат, но во некој од часовите барат некоја поврна информација со вклучена камера или пратено видео или слики и така натаму. И никогаш 8% и по некој 14%, што значи дека сепак има простор за работа со 30-тина, каде што може да види да се вклучува камера, да се види наистина, да не вежбате само вежба понекогаш. Колку сте задоволни реализација на онлайн наставата физичко образование, сега скратено образование да няма да има со спорт и активности вака доволно наставно прашање, со десува и за средно и за основно. Задоволни со оценка 5-6%, што поволен дел од нив се задоволни, оценка 4-18%, 3 така и така, 9% и со оценка 2 по 3-4% оценуваат учениците, да речеме тука се
Горе, значи, овие две повече одговори дека се во позитивно насока на нашите часови. Колку сте задоволни подготвили видеа за онлайн часови по физичко, оценката е приблизно 62% е со 5, 12% со 4, не ни праќа видеа 17% дека е во голем дел, бидејќи кажаме дека предпоставаме дека има наставници што имат по стената анкета, дека има наставници кои што работат и директно може да имат простор, да може да вежбат, да сами креираат некои физички активности, презентации, работат по некој друг метод. Еве колку е можноста за реализација на содржините, бидејќи зависи од тоа што ме часовите, учениците оценуваат дека секоја година оценка 53 има можност просторни услови со кои се настават ево голем, скоро повеќе година се задоволни со оценка 4, има можност, но имаме ученици од прилика 10% кои што проценти кои што немаат може би просторни можности, нема доволно интернет, се повеќе вечни дома каде што просторот е позициониран за другите части што следи на добрача се стичи така натаму. Што ја представуваше најголем проблем за реализација? Нема проблем при реализација се 52%, нема доволен простор, оно што го спомнате, дома што стои сигурно представуваат ограничувања, помало од она што од стандарден начин на реализација на нашите часови по физичко здравствено образование, слаб интернет, сигурно, не сме сигурни сите со исти можности, исти провайдери и така натаму. Нема собствен уред. Сега овека онлайн кажам дека анкетата беше онлайн анкета. Веројатно одговориле сите ученици што и може би по тие 2% се оние што на почеток и немале некоја можност, а во текот на време што се обезбедиле уреди така натаму со за формации, но предпоставаме дека ги немаме овие ученици кои што немале навистина уреди и можност да работат во овие договори. Комуникацијата со наставникот генерално се задоволни, значи таа 75% се задоволни од тоа што како нивниот наставник води комуникација со нив за текот во областа на објаснување на вежбите и активностите и содржините од методската единица и темата, мотивација од ученици во однос на соработка и исто така видна соработка. Мотивација од страната на наставникот е голема, значи наставниците ги врабуваат и кога се во некои со некои здравствени проблеми или кога се со некои пречки, наставниците генерално се позитивно настроени од тој дел. Социјалните учениците не треба да се откажат од тоа дека не треба да вежбат ако немаат услови од дома или дека во момент имаат некоја пречка во комуникација. Поддршката од своите соученици исто е, да кажеме, како позитивно оценка, бидејќи учениците во овој период повеќе комуницираат меѓу себе на оние онлайн мрежи, без разлика што не се физички тука, па дури споделуваат и по самата комуникација на частите, па ние мислиме дека не се во комуникација, тие добро соработуваат. Колку вежбате по завршување на стават, дека кажуваат дека 53% се со одличен пред вежбаат, предпоставуваме дека има некои во овие одговорени 3500 ученика кои што се може млади спортисти, членови на некои спортски клубови, или со своите семејства, верувам дека еве сега за викенди се пријавуваме пешачење по природа така натаму, сите знаеме дека увеличување на движење направи предизвика да се активират некои забравени активности во онлайн нормален тек на секојдневни услови. И еве како заклучок, не би одел сега со заклучок, че немаме текстуален дел, кој што кажаме дека ќе биде поговор презентиран за 2 дена, кој ќе биде на национално споредена. Ова едукација, значи претежно говорите на ученици со основно училиште, генерално во ова анкета се задоволни со реализација на содржините од физичко здравствено образование, имаат помали проблеми со просторни технички комуникацијски услови и технологија.
со наставникот ја оценуваат за одлична комуникација, многу добра меѓуученичка соработна комуникација и генерално вежба по завршување на часовите. Тоа сега не може да биде префрлено, но тоа се нудите некои оценки и резултати. Повека беам да ја фатам сатница, веднаш ќе продолжам со анкетата за наставници, кој што имаше повеќе од 40 или 50 одговори, кои што може би на 15-20 повека се ќе ги презентираме, кои што може да ќе проводат некоја дискусија во овој дел кој што ќе остане за наша интеракција. Што кажуваат наставниците, значи одговориле од вкупно 168 наставника имаше одговорено на Македонија. Од нив 91% или 153 наставника се од основно образование, од средно се 15, односно 9% во оваа анкета. Еве се што интересно за нас, дали користите планирање според скратената програма која што дадено оквира за разумно образование, во најголем дел 82% да, но она што по некогаш кажуваат 15% или не, мислам дека постои голем простор дека треба да секогаш треба да се работи по програма оквира за разумно образование, но имаме искрени наставници кои што дали субјективна оценка дека некогаш или не, никогаш треба да се мислам дека со оваа соработа наша ќе провоцираме тоа да се коригира во идни содржината на часот, ги осмислувате како одговориле сами 28% со помош сугестии на одредени колеги и заеднички со истиот колектив 37%, што значи дека има она генерален тренд на глобално ниво е дека соработката се е неопходна и веќе или на ниво на исти колектив се работуваат колеги од поголем колективот, може би някои не можат да имат училиште колективот помог, мора да се работуваат сами или барат помош како вие што сме служени одека на локално ниво, повеќе наставници, што не само што разборуваме се, ние креираме сами видеата што сме вклучени и во изработка на видеа 10 наставници кои што се 10 на различни училишта. Кои од наведените извори ги користите за подготовка и реализација на темите и методските единици содржина на часовите? Овие колеги се може и повеќе одговори на одредена работита, значи 135 наставника одговориле дека користат линкови кои што ставаме достапни на YouTube каналите, кои што положително ќе ги презентуваат. Материјали од платформи на учење 50, или имаме платформа, па имаме и така натаму. Видео подготвени од други колеги, може и меѓу себе се да ги препраќа нешто што и не е јавно достапно, а добро го сработуваат. Видео кои сами ги креираат. Видовме дека во анкета има наставници кои што сами даваат некои свои предложенија, презентации, слики, диаграми и друго. И еве во друго, оние што не дадовме некоја можност што е тоа да дават, да ни посочат изворно во што се даде се пренесени одека, што се става материјали од стручна литература или некои линкови кои што колегите ги даде одека, вежби од претходни материјали, книги, учебници кои што ги имале, вежби од YouTube, фотографии, појаснувања кои што ги користат кои ги приpremаат, немале избор, демонстрираат сами вежби од страна наставник, лично изработена програма која практично се применува се што разговараме на нашата креативност и така натаму. За добро да се наставниците што сами одговарат и можеме да заклучиме како работите. Материјалите и изворите кои користите се од домашни извори 29%, од странски 4%, што мислам дека е добро, бидејќи секој образовен систем и секој програми се за своја држава и добро е што
комбинирано е 65%, значи и да ги користат сепак веројатно дека ги прилагодуваат тие содржини да соодветствуваат со нашата програма која што е пропишана за работа, а и планирањето да ги прават според таа програма, па предпоставуваме дека тоа го тренуват и не користам 2%, веројатно значи сами дава задачи кои изведат. Дали материјалите и изводите кои користите во наставата и сте достапни на учениците на јазикот на која следат наставата, 62% одговориле да, 36% одговориле дека некој се на друг јазик, и тоа некој разумни со оно што оди во следните презентации, говори видеа кои што ние креирахме на почеток и утврдихме дека идејата треба да се применливи за секој училиште и за сите јазици на кои што се изведува настава во нашиот образовен систем, така да низ активности и тој да го совршиме и ќе го презентираме во останата презентација, бидејќи овие проценти од 36 мислима кажува дека треба за подредел не е тоа мал процент кој што треба така да помине, а ние веќе некако работиме во таа насокина и практично, да кажем. Во делот кој што се обмислуваше како да се реализира час и во фидбек на вашиот час, дали не да се вклучени со камери, дека мораме да имаме можност да ги следиме учениците, ако може да ги провериме физички со тестирање или да ги оцениме во училница или сала, според насоките кои што дава Министерството и Бюро за развој, или тука камерите може да помогнат. На моје асистирање се вклучува 48% одговориле се вклучува со камера, по неговаш на моје асистирање, што стане после на избор ученици да имат можност или не. Самостојна понивна одлука 18%, не може устори, ако може добро да се вклучи, ако не исклучува, почитуваме приватно дома. Имаме таков кодекс, каде што се почитуват и приватности. Некаде може би семестата не го дозволува тој, но условите помощ не го дозволува да се вклучи камера, се да се понекоја условија нешто наистина и може би насока, така? Редко и никогаш по 3%, така. Праксата на вклучување на микрофони, оно што кај нас треба да вежбат учениците, но подобро да се кога се објаснуваат како содржините на потребна комуникација. 83% одговараат дека ги вклучуваат по потреба, што е логично. Сите ученици се вклучени со вклучени микрофони на моје асистирање, тоа може би во оној дел кога што имате насоки без вклучување на камери, па ајде микрофонот некако одаваше да ги држа одредено, некако тоа се поредко се случува. И со исклучени се, со сите ученици со исклучени микрофони 4%, така натаму не се однесува на 1%, така да тука мислам дека според некои насоки кои што се дават. Каква е праксата на носење на спортска опрема, дека ова играта е шарена, значи генерално скорена, поделена. Учениците се во спортска опрема. Мирен личен избор, 38%, значи 10 се извинувам. Останал избор на учениците на можности домашни, битно ни најважно да вежба. Најголем да се во спортска опрема, да се подготуват според распоред за наставата. И мал дел е не се однесува на тие наставници. Може би не е сега, вака може атрактивно, но е изворно. За редовност дека на наследите проценуваат колку процент од ученици редовно вежбаат на зададените содржини со вклучени камери, исклучени микрофони во редовно вежбаат, од 80 до 100% вежбаат редовно, говориле 1/3 од наставница, да речеме така. Редовно вежбаат дури помеѓу 60-80% од учениците, што
ние генерално и во практична настава имаме ученици кои што ако сега не се одека вклучени со камера и микрофон, не носе опреми, но не може според некоја здравствена причина да вежба, некако процентите се болят, мислам, во она што не треба да не загрижува дека ако има 60 до 80% вклучени ученици, дека тоа е нешто што е нормално. Едно вежба до 60, значи процентот се намалува, што е во ред едно вежба под 20%, горе 13 наставници, што дека дали е сега по материјалите, дали може дали се работи с основни средно училиште, тоа допрво те треба да го анализираме и да падне на кој по-добар саработчик. Кажеме, слаба мотивација и активност на учениците за онлайн настава. Тука се согласува дека 14% се согласува дека слабо се мотивирани, дека повеќе бидат мотивирани доколку бидат во настава, додека човека е шарена, да кажем, по една четвртина или петина наставниците се согласува дека ете, па има и добро дел мотивирани ученици кои што не сакаат да бидат активни. Слаба подршка од МОН, бюро и други институции и одека е поделено со наставниците, добар дел, значи, некои се согласуваат со еден, со нестава од себе степен на 123%, што викој сакаат да кажат дека имаат подршка, бидејќи имавме некои наше семинари од МОН и од Бюро за развој на образование, има некои издруженија што се сакаат да придонес, веројатно се информираат, комуницираат колегите меѓу себе, така да овека може би очекување да беа дека нема подршка, но кој поделена, да кажем, овие договори се со поделени мислења. Наставниците по физичко, здравствено и спортски активности беа оставени сами на себе во планирање на организација. И тука баш во сите 5 нивоја скоро поделна го поделена, че не секој наставник тема ги размислуваме, ако мислите да имаме добра подршка, 20%, значи секаде по 20% на секој од 5 нивоа, така да генерално бидејќи целата ова непознаница кажува дека некој успел да се информира, некој мисли дека няма подршка, дека тоа не е доволно што го прават институциите, дека сме сами на себе или тоа што сами се го почувствуваме дека тоа е сепак не сами на себе, но пак и нашата програма е да речеме во физичко здравствено образование, во основно образование дозволува исклучените и бројот што следи да ги регулираме сами според условите во кои што работиме, така да во делот на одлуките и самото Министерство или Бюро за развој оставува можност колку кој дел да го откажиме да го споделува во част и кој дел да го намали, ако нямаме реквизити, нямаме услови или мислиме дека нямаме капацитет да го спроведеме на настава. Она што се однесува лично до чувството на наставниците, дали ова настава да го промени вашето задоволство, овдека сигурно дека очекуваме да го промени на полошо, 46% и сигурно ние сме наставници во физичко и здравствено образование, спорт, ono што не почува тоа е на социјална категорија, сакаме да сме или во сала, на спортски терени, игралишти, таму да го практицираме. Оставно исто до 42% и го промени на подобро е 12%. Значи имало некои наставници кои што били можеби мотивирани да се проведат во овој начин на реализација на настава. Дали ова настава промени вашата мотивација за работа и пристап кон работа, остана иста е со 32%, ја промени на полошо 33%, ја промени на подобро 15%. Нормално, може би нуди можност ваква да настава, но не е нешто што го прифаќаме сите и што мислиме дека е адекватно. И некои дадовме можност по 3 до 5 позитивни страни да набројат наставниците, дека имавме голем број на одговори, речем, може би 100 одговори, тие 168 наставници, па некои јас
накратко ги групирав една група наставници и кажа дека нема позитивна работа од ова онлайн настава и нема што да наверат. Друга група која што ги обговори според одговорите кажува дека освен заштита од вирус, бидејќи се изолирани во домашни услови, се останато е бескорисно. Добро да се слушнува, овие се наши колеги. Една група кажува дека покрај физичка активност се работи и на теорија, во смисла дека на самиот час кој што и говорување с наставниците предпоставувам дека тука може или кога еднаш кажувате, го слушаат на 20-30 места, поединечно секој може добро да е он теоретскиот дел да го прифати. Веројатно тука чувствува дека може добро да ги елаборират работите и содржините активностите. Четврта група вклучени се тие кои што не веќе рекламирале во сала, дали од срамежливост или активностите кои што ги нуди програмата за спортски активности, може не се промене, некои се интровертни типови, некои се колективни спортови, некои се поголеми индивидуалци, веројатно во тој дел претпоставуваме и се дека. Петата група која што го говорите часови да провоцираат креативност кај учениците и наставниците. Нормално, за да ги спроведеме тие содржини мора да сме креативни. За тоа се направи дома, часот мора да биде интензивен, тоа се да се склопи во 2-3 метри квадратни, а пак учениците спрема барањето на наставниците, барем јас имам прилика да видам некои слики и видеа во соработка со колегите на ниво на Македонија, така што наистина учениците знаат да дадат и некои добри активности да ги вратат кај наставникот за да стварно се покаже дека остануваат посветени на физичка активност. Се работи на основа на физичка активност, на физичко развитно образование, тоа е подобрување на моторни способности и сам да ги вежба и сам да ги практицира. Значи, ние сакаме, нашите ученици не само да поминаме за образованието, ова физичко развитно образование го пременуваат секојдневно во својот живот. Речеме, не само на часови, и после по завршување на наставата, на слободно време. И овдека имаше голем број наставници кои што кажат дека темата колективна гимнастика сега се работи, бидејќи таа е според индивидуална потреба на учениците, претпоставувам дека сега се работи физично за секој дома, во своите домови индивидуална работа, не е групна, иако ние и тоа го споведуваме со споведување на сите, но секој физично го има сам за себе дома. Предпоставам дека тука се задоволени со ова тема која што може да беше по-актуелна во класичната настава. Тук имате наведете пример на добра пракса и ово имавме прашање 56 било прашање, значи повеќе од 60 прашања. Добра пракса при реализација. Нема добри примери освен физичко присуство на настава, тоа е група која што не се слага со категорично со оваа настава. Одлично подготвени видео часови на YouTube кои што ги имаме за можност да ги проследуваме. Повратна информација, креативни видео, слики, презентации кои што ги барале да учениците за да видат дали сами ќе вежбат, дали сами ќе сработат нешто. Различни вежби во домашни услови без реквизит, со реквизит или прилични средства кои што може да се искористат и едукативен материјал кој може да се користи насекаде од секој од било кое време. Се мисли дека овие видеа кои што се закачени достапни на YouTube, се извинувам, може да се користат насекаде или ќе останат и за натаму за некој едитирање, еволуирање, анализа и така. Мислам дека тука ова е тој дел. Завршуваме. Како треба беше да направиме пауза за смисла на комуникација, на прашање. Ако сте за прашање, сега да ги оставиме по стената презентација, не знам. Да оставиме по... Ако има некој слободно, јас малко некој исправно се го памет. Јас мислам дека сега не е добро малку да се развие ова. Мислам дека не е добро да се предизвикува
Да, поведете ми сте А и вие малко ќе одмрдите. Еве ќе ја повртања стената. Добро е да Биде довршена прва и втора и нема да има проблема ако има некој. За дека со втора точка ти е тој така да повоќе. Ја сакам да се задоволам. Исто. Поздравам сите. Не иде таму. И се негово. Јас се извинувам ако анкетата може вака со оставите, може малку да издаше монотонно да не речам, но и начинот на издавање, но сепак имаме Има ли грешки? Ваше да, еве, Јас сам дека тоа е така. Најнормално е да се комуникира. да, поведете. Инаку вака седно Еве, Што се представам, јас сум Славчо Давидковски од Велес, од СОУ гимназија Кочараци Велес. Исто дека сум единствена од друга општина овде во оваа просторија. Благодарам на поканата, да не ложам каде е мојата сугестија. Иако работам во средно образование, да се внимава на основното образование со вежбите за корективна гимнастика. Не можеме да дадеме на час овај настава за цело одделение кифоза. Ами другото има лордоза, третото има сколиоза. Значи можеме да инициираме проблем. Јас во мојата гимназија, кој што предавам и на прва година, ова вака го реших. Јас ќе ги дадам изработени вежбите, и тоа одлично ги направихме од Федерација на училишна спортна Македонија. Направени се, не се дистриbuирани уште. И тоа ќе го направиме. Да секој дете кој што има диагноза од деформитет на ревот стол, дали е тоа од матичен, од оние лекарски прегледи што им прават, како вие кога не видите. Систематски прегледи и под надзор на родител, а дури и специјалист од таа област, нека ги работи вежбите кои што му одговараат за деформитет. Поспротивно, сметам дека ќе направиме грешка. Дали го дали истото наследство, не знам, меѓутоа не би било поинаку исправно. Мора детето да си работи според создвет. Се извинам, сака си имам. Не може да го... Да, извинете. Значи, спрема соодветниот деформитет. Толку. Благодарам. Индивидуално, да. Да, ово прашање го може да го сам јас. И разговаравме со почетот на снимање на часовите, баш за тоа. Тука е концепт да имаме програма од бюро, треба да се работи, и втора работа, како да се спроведе. И за се оно што се спроведе, целта беше како. Значи, како да се работи. Многу е лесно да кажеме нема да работи. Сега како што многу други или ќе ставиме готови. Предизвик беше да се спроведе лично, јас имам работено корективна група 6 години и од голем број избор на вежби се направи таков избор, ова се превентивни вежби кои се конкретно да се за кифоза, се превентивни вежби од лошо држање, значи треба да зајакнат конкретно вежби, изборни групи, за да го поправат држањето во таа регија, а да не направат или додатно искривување за тоа што има такви вежби. Значи целата работа е во селекција. Оно што има диагноза, посебно сколиоза, или од било како, не мора да биде деформитет и болест. Разбира дека треба да работи соодветна терапија. Болест не мора да биде нели физички, кој има проблем. Тука не станува збор, ништо не смее да ни направи ние да се тргнеме од работа со деформитет.
туку одговорно во предизвик да бидеме склучи, да покажеме дека може да работиме со неколку вежби, што се сосема безбедни и треба да ја спроведеме програма. А оно што има диагноза, тоа е по-сериозен случај. Треба да оди на терапија. Не може да направиме мерење како што и најголем број. Не верувам дека правеле мерење во училиштите, дека давале диагнози, работеле со секој ученик посебно, правеле програма слободна, дека се направи анкета да видиме во колку случаи тоа не работеме во Македонија. Се работа, како и си училиште си одеа деца, кај што треба да ги таму мерење, вежбите се дена и ги праќаат дома и пак остануваат така. Значи, нашата фела треба да го почне да го решава, и тоа го спомнав, на долги пати. Ова беше само почетна етапа, предизвик и треба да се зафатиме, не да бегаме по тоа. И мислам дека направивме еден почетен чекор, се надам ќе се случат повеќе од вас и лично моје мислење е да добар дел од овие вежби треба да бидат основа, база на онаа програма што ќе се прави понатаму со физичко присуство. Не да кажам дека умре некој време во реализација на сето тоа, но во потребата на секојдневието и на дечињата е да поголем дел од програмата се базира на вакви вежби. Да губиме од оној ефект на здравје, бидејќи нашиот предник Едисон што и го има во наслов здравје, ако чекаат деца во ред или за шут на гол таму или на кош, туку треба да одговориме на оно што се код ниве, да имаме голем број на деформитети и поголем дел од програмата и понатаму кога се вратиме, треба да се базира на тоа да конкретно работиме на нивото здравје, а не некој дели таму техничко усовршување што нема физичка активност или големо влијание на кардиоваскуларен систем или нивните мускули. Затоа верувам дека дополнително или ќе се зафатиме сите и дека од ова, како што кажав, ќе извлечеме нешто позитивно. Нема да бегаме, нема да се тргнеме, туку ќе го напредиме. И може би сме способни. Да не видам досега. Ако може само дополнуваме, си извинам. Вежбите и делиме на превентивни и корективни. Превентивните се за малите деца да не дојде до тоа. Меѓутоа, веќе во средно образование и кој има деформитетот, па вршиме корекции. Тоа се други вежби за корективни. И тука треба на тоа да внимаваме. И уште само да кажам дека 10 години, 20 години работам во средно, 10 во основна работа. Направив еден проект за во основно да ЕКБ, ги по моје, од она што го имам од искуството од факултетот, утврдував деформитети. Знаете како да не е како. И сакав да работам вежби со дечињата што ги утврдив деформитети. Пред да почнем со работа, отидов во физикално, во болница, во Елес, да се консултирам со специјалистот, докторот. Вака ми се обрати. Вика, дечко млади, воопшто не почна. Викам, зошто толку вложив труд, вака документација направив, викнав од бирото за развој на сето тоа. Вика, знаете ли што значи да му кажете на еден родител, твоето дете има деформитет, дефект или ова. Во средина мала, пошто работам во рурална средина, во село. Знаете ли што значи? Јас сум доктор, специјалист за оваа работа, кој ќе им кажам, има реакција, не е битно како. Аз сакам да кажам дека се овие осетливи работи треба да вратиме внимание и да внимаваме каде превентивните, каде позитивните виждаме. Благодарам, извинете. Да, затоа се снимали че зовите како превентивни само моје искуство. Превентивни и така натаму. Значи, ова не се работи за деформитетите, во превенција да не дојде до деформитет. Няма да има само во реплики, но за сите колега да се огромни страни на програма за оркестрано и колега да адмитно. Добар дел, ја сакам после тоа да дискутираме, меѓутоа Филип го кажа на добар дел за одговор. Значи, да не треба дискусија, треба конкретна прашање и одговор. Ова што го вие правите сега, кога зборуваме за Куманово, што 2008 имаше до Советот на град Куманово за една таква работа и беше доставено до Советот, останаат монитори, теми и така натаму и не се даде да се работи тој дел. Преку Црвениот крст до медицинскиот факултет Стапев и така натаму. На родителот треба да му се каже, дали ќе прифати или не, тоа е некова работа. Овде што се однесува за вашето прашање, стратегијата на Македонија на факултетот за физичка култура е нула, голема нула за овој сегмент и за оваа проблематика. Ова што
го земале овие мои колеги, помлади, да го работат. Дали на само ќе кажеме ова да подобри, она подобри, така натаму е во ред. Ова факултетот со сите асистенти треба да го сработи, да го сними. Не треба тоа да го размислат, не ние. Ние може многу по-добро од нив, а тоа не е добро. Значи, стратегијата на Министерството треба да биде за деформитети. 25-та година сум. Тоа е трети час по физичко во основно училиште. Се борят за 4. Еден каде што ќе биде за килистират. Хомогенизација на групи овде. Зборувате. Не може класот да биде хомогенизиран. Во овој час девојчињата имат месечен циклус, не може да работи 3. Така ли? Значи, овие вежби, во ова време на пандемијата, во седната положба како колегата и колечката, и кифотичното држање. Лордотичното опушање на мускулатура. Значи, пак имаме ние услови ова што е одработено со веројатно вежби кои они ќе ги презентираат. Ја во средно училиште имам друг начин за тој сегмент. Со работата тука не е проблем, меѓутоа не сумњам у нив дека они имаат лоши, затоа што и Александар Радошев Јурнацки има тие работни вежби. Меѓутоа, нема грешка. Значи, ако се прикаже. Но, ослободување делно од настава оди нели со потврда. Вели, професоре, ја имам кифоза. Ти дете, овие вежби ќе ги работиш, овие вежби не смееш да ги работиш. Овој час не. Значи, оној кој има диагноза од физикални кој си работи, не. Ти ќе ги работиш твоите вежби за овој час, а овие другите ќе ги пробат. Значи, групата се хомогенизира. А вежбите, овие разгледано оно што е дадено и поред кои автори не е битно се користат тие вежби, не се лоши и мора. Меѓутоа, возраста во средно училиште е доста. Во основно училиште, пубертетот и предпубертетот, начин на живење, урбана средина, начин на исхрана и така натаму. И ова пандемија доведува до одредени проблеми, каде што многу порано треба да се работи на овој дел и она што вие сте го планирани и ние тогаш во Куманово, требало да се вклучи трет час само за кинестезија. Трет час, уште од тогаш, само за кинестезија. Значи, вежби од моториката, како превентивна основа, и овие вежби, и нормално за да не дојде превентивно и оној дел седативниот дел, што веќе кога ќе настане. Кога ќе настане веќе е готово. Видите какви велики проблеми имаме со породувањето, затоа што абдоминалната мускулатура е многу слаба и учениците со спортот. Јас се извинувам на дискусија, одека беше проблем прашања и одговори. Ова дискусија нема, мислам, ништо контра, тоа што вие во Велес со Петри и со овие сме го зборувале на собрање на Сдружение спортски педагози, е сега. Јас се извинувам. Јас сум млади мотив, основно ќе се барам шамани, значи не сакам да одвлачам многу со конкретно за овие вежби за колективните вежби за кифоца на узоса и сколиоса. Јас на крајот на првото полугодие направив анкета со децата. Значи сето што го сработиле од почетокот на пандемијата па до сега, кажете ми која вежба и кој, значи кај се најдовте најдобро, што ви се допадна највеќе од сето што работи. И верувате 90% вие одговорите вежбите за кифоза, лордоза и сколиоза. Превентивните вежби. Значи зборувам за седмоодоленци во основно училиште Барам Шапот. Толку, сето друго го кажам. Јас сум малку критичен. Има наставници секој 6 работи. Овие што ги гледат тука секој познавајќи ги долги години. Има наставници кои пуснат. Тоа сепак, ако вие сте правили анкету и прошмалуција на новини, и вие знаете дека правиме, а имаме и дојави и така натаму што работите. Знаете дека се премесува. Нашата работа се премесува од онда. Што работите на шест денеска, физичко така натаму? Значи,
Значи нашата работа се следва. Сакам да бидам кратко. Заедно со нас е Конгос, и мислам дека беше Советник за физичко образование, пред повеќе од 10-15 години, во Охрид беше семинар, се бореше 3 часа да биде дневно. Така, 2 часа. Зошто? Заради потребите дека треба да настанат промени во вашиот дел на работа, односно има потреба повеќе да се работи со учениците, бидејќи има искривување на кишвениот стол, кифоза, сколиоза и така натаму. Значи, настануват тие деформитети. Може би е последица на многу седење, на недвижење. Ги нема тие детски игри како што ние некој сме играле, многу време настанување за компјутер на ние како родители, вие како родители, вашето дете денеска 5 сати само и седи. Значи, се наметна потребата од физичко образование по 3 часа неделно. Ама тогаш со нас се седевме заедно во Охрид, беше семинар. Велеше Насе, не наставникот во залата да ја фрли топката и нека играат учениците. Не. Се знае дека треба да се работи проблем. Мислам тоа го кажам со добра намера, не е со лоша намера. И добро е што се успеа, што еве и 3 часа неделно, и навистина има потреба да има и 3 часа неделно, дури има изборна настава и така натаму. Значи има потреба да се работи со учениците. А за ова онлайн настава видовме, сега колку се искриви учениците, тоа, знаете, тоа е тешка. Не само за физичко и за други предмети, тоа е тоа. Значи, ве поздравам вас. Знам дека сте многу и креативни и многу се вложувате, да кажем, за да постигнуваме на подобри успеси. Оти, ако не си ја цениме ние нашата работа, други не да ја ценим. Толку мислим. Може да продолжиме. Втората наша презентација, онлайн настава во физичко специфичности стои во материјалите. Јас некако се нешто како сега да изгледа презентацијата, па сменив во наставот од тоа што стои во материјалите, искуства проблеми реквизици, но тоа е тоа за што зборуваме за цело ова време. И прво морам да кажам дека многу ми е драго што уште тогаш на 2 октомври го имавме состав. Може пак и сега да сите колеги и да видиме ситуација, но и свика да мислам дека основно образование започето како некако да почнеме и сите беа во момента дека наистина треба да се работуваме и да ги разменеме сите искуства, бидејќи не сите имаме исти. И ние наставници имаме можности домашни, некои вештини со информатичка технолошки комуникација. Семениот дел како дома функционираме, тој со возрастни мали дечи и така натаму. Че некако и сами тргнавме од себе дека имаме потреба за заеднички нешто да направиме, а и заедничкиот труд сметаме дека ќе биде нешто повредно, колку сега да почне сам за себе и да не знае во кој правец оди. Мислам, им благодарам на колегите од тој состанок, там на тој стави ги има, наистина, онака се гледаше дека даваат подршка не само за да имаат материјал за себе или како, него дека ќе се вложат и имавме наистина и колеги кои што доаѓаат на снимање, одвоја својот време, свој ангажман, да е нешто определено ќе кажеме што работиме и како работиме, па е можеби понатаму ќе имаме пример за втора категорија, сите што ќе сакаат сами нешто да прават и заедно со нас да подобриме ова наша заедничка работа. Че видовме, имаше документ, или законот за основно образование, което е потопно измени, каде што овде каде го документ копиран, генерално извадени се измените дека во наставни активности се регулатират, не се издава додатно свидетелство, учеваме да бъдем можда пократка, самата стартуваше на 5 октомври, што е факт го знаеме, сите организација на настава со физичко присуство, настава од далечен милиона настава, до прво до трето со физичко, другите од
онлайн настава, што видиме сега хибридна настава и така натаму па со повикувани ученици. Може да се организира според различни протоколи, но оно што го спомнавме, според указта од бюро и самиот документ што има веќе за начин на организација на настава, таму се стои дека за физичко здравствено нема повикување на ученици во училиште и наставниот час може да трае пократко или 30 минути. Скратените програми за основно образование се, ова е само нели скенирана програма, генерално се 4 теми за средно, по скратена програма, тоа се вежби за правилен развој, сите знаеме, значи обработка на сите мускули, на мускулни групи, да кажеме така, физички вежби за развој на општа моторика, брзина, експлозивност, сила, флексибилност, така натаму, тема танци, што беше во средно не танци, како беше со аеробик и корективна гимнастика. Мислам, тоа е она што дава можноста во делот на програмите. Зборуваме сега заедно за основно и за средно и она како ние тогаш се договорихме да ја разработуваме програмата, тоа се принципите на едноставност, значи што поедноставно да биде обработка на час, за да може што поголем број на ученици да го сработат тоа нешни услови, опфатеноста на содржините активности да биде комплетно нешто да нуди програмата, а ние дополнително дадеме придонесено тоа да биде поголема лепезата на активности. Структура на час да ја запазиме во оној дел како што и треба се работи. Поведен, подготвителен, главен да завршен дел од час, бидејќи знаеме дека само проследување некои видеа од аеробици, не знам, од фитнес инструктори и така натаму, дека тоа може да не соодветствува со наша програма или со возрастни групи или па со нивни можности, способности и предзнаење. И да тоа биде интересно за учениците да наистина сами се вложуваат во на практикување на вежбите активностите од часовите. Глобалното планирање, една ваква шема сега, пак да кажем скредирано, ќе последно слайд веднаш ќе објасниме. Што значи по месеци гледавме темите, распоред на темите да биде според спецификата на темата, во однос на тоа што има таа практична примена. Вече вежби за правилен развој се зборуваат на секој час, претходно и сега, но она подобрување на психомоторичките способности и тие активности ги предвидуваме некако октомври и почеток на ноември, да може да практикуваат отворено тие вежби, да ги спроведат тие активности, или пак во април, мај, јуни, каде што пак според временски услови изгледа малку тоа е 4 изведувачни на се кажано. Темата танци некако да биде во месец декември или тоа е за средно училишна аеробик во планирано во декември. Да биде колективна гимнастика со оние превентивни вежби да биде по завршување зимскиот разпуст или по-изразена 7 снеги исклучени и компјутери, но за игрици, за седење и така натаму, да некако тука ги раздвижиме и обемот и содржините да бидат големината на разработка на тема да биде според ова се претходно што е кажано и што нуди дава. Тематското планирање е секогаш покрај содржини што ги изгледаме на 20, 30 и така натаму ги поделиме на месеци и ќе ја разработиме темата. Мораме да имаме цели, да имаме разработка на содржини активности, да имаме познавање, теоретски познавања, спортски знања, моторички способности или функционалните способности, морфолошки карактеристики и оно што го денели за психосоцијално поле, што се опфаќа, или тоа образовен процес, треба да знаеме така и интегрираме услови на работа. Домашни наставни средства се оние кои реквизити ние ќе ги употребиме со нив покрај тоа што можат да имат компјутер, интернет, така натаму, форма и метода на работање на фронтално бидејќи со нив заедно презентираме вежбите, но индивидуална е дека тие вежба и корелација да направиме помеѓу наставните помеѓу темите и нормално да најдеме начин на кој што ги градуваме или ќе еволуираме нивната работа, ќе дадеме некоја оценка. Дневната подготовка е всушност видео часот. Значи, видеото кој што го подготуваме е всушност дневна подготовка
кое што е според сите оние принципи на правење на изготвување на час и вака во физичка или класична настава, но е практично се вклучуваме нова настава во еден дел од 3 минути каде што би кој запишале часот во еден дневник, нова настава, и пријави од ученици кои не може да вежбаат, не може да се вклучат со камери и така натаму, дежурните, ако не е дежурен вклучен представник на класот. Подготвителен дел од часот е 5 минути каде што наставникот треба да ги води учениците што ќе се работи во овој час или да следват часа со каков реквизит. Кој алтернативна можност, кој реквизит додека нема може да го набават, финансиска можност, може би се заболели или не може да бидат, на најден начин како тоа да го направат, да може да ги поведе, да ги мотивира и без реквизит да ги изработат тој час и тие активности, да најдат алтернативни решенија, потребен простор и како да се организират. Во главен дел од часот е 20 минути, каде што ние всушност видејата ги подготвуваме ориентационно 20 минути, ако не треба 25-30, да може наставникот тие работи да ги изведе во следните 2-3 часа, каде што сите видеа и сите активности имаат воен дел, активностите се пак за загревање имаме, загревање температура на тело, даваме вежби за изтренување, подготвителен дел на час од 5 минути, во главниот дел тоа е работување на моторичката способност, без разлика со кој реквизит работиме, или со кој помагало, или без реквизит е тоа, и завршен дел изтренување, нападање, удално владење на лица. И во завршен дел наставникот по исклучување на видеото, или по презентирање на видеото, или по комуникација, дава простор сепак за учениците да даде насоки што понатаму и што следниот час и што ќе се работи во престојната недела вече. Некако кога осмислувавме дали сето овој концепт во заедничка комуникација, имавме некоја идеја да биде тоа една прајна методска единица, едно видео, да се проследи 3 часа, што реално ние кога го пуштиме прв пат, мора да им го говориме учениците што им е потребно, зошто е тоа така, што се објаснување, да не го пуштаме видео само видео со парот, но тогаш наставникот всушност пушта видео, но аудио сам го пренесува, да комуницира со учениците, а во следните час може да го пушти линкот, да го сподели екранот и тие да го свежбат во зависност од нивен договор. Тоа е некој начин на ова упатство може да го погледнеме на следниот час, после презентација, вака сега да не го пуштам, инаку ќе го образложам. Направиме сега за второ подобрение, направиме видео кратство, кое што дава насоки како се пушта видеото, како се подобра пројектот на сликата, како се избира јазик. Сега сите видеа се со титул долу и не само ги зборуваме на македонски, но наставен јазик како албански, има во меню одбиран албански и превод за наставник и да се погоди до час и да не го пушта видеото за да барем се да ги се погоди. И на српски, и на турски, и на било кој јазик, да не се настави босанскиот е наставни јазици, но и на било кој друг јазик, англиски, германски, така натаму може овие видеа да има превод долу или титул или да имаме можност да ги примениме на цела територија на Република Македонија или ако и користат и надвор и така натаму. Значи, во тој дел даваме упатство како се користи видео на лаптоп, наставникот се делува, дека 360 видеота може да ги третираме, ќе го покажеме. Тоа даваме упатство како се користи од мобилен телефон, каде што најчесто учениците ги користат видеата. И упатство доколку сакаат тие 360 видео, односно наставникот ученикот да биде во сала со нас, или пак ние да бидеме со него држане, може да го мета телефонот во оваа кутија и да биде присутен веднаш тука до нас виртуелно, што може би не е сега тоа нашата цел за физичко, но заснувано образование, но има упатства кои што дават насоки дека ние треба да бидеме малци и иновативни и креативни и со самото структурни учениците да може да ги видат сите начини на изvedување на часот. Покажуваме каде имаме во дел на описни
верувам, а и гледам дека не многу наставниците што ги применуваат овие видеа, ќе видите подоцна во описот долу, шоу мор или покажи повеќе, кога ќе клине на тоа цел текстуален дел дава долу и целата подготовка на дневна подготовка на наречена, има цела пишана форма и линкови од планирања од програми има ставено таму, за да навистина тоа ние знаеме дека навистина имаме час пред нас и не е шал, не одиме на нека погрешна насока. И самите видеа се поделени на деловите на час, како што меѓу тоа го правеше. Ако ми дозволите, може да пуштам едно. Накратко, нема да задржувам, но убаво ќе види да се види. Само видам дали ја пуштам много квалитетно со звукот. Добар ден, почитувани ученици. Денеска имаме углавна част, угловна единица, со употреба на инвентивно средство, шишенице со водичка. Ајде ќе ставам пауза за да може да се слушне што зборувам. Јас на човека на Запчаникот одиме, да речеме, на квалитетна стига, сега дека веќе е подобра квалитет, да не должам. Значи на квалитет сликата се одбира квалитет и одиме уредот да го нуди најголемата, значи најдобрата опција, што поголем број на пиксели и пооште стига ќе ни даде. Еве не одиме тука, одиме на превод. Толку сакаме да одбереме превод, одиме сега на македонски, auto translate и се одбираме јазик. Еве овдека по азбучен свијат и имаме на Експлуираме дома и се послуживме литар и пол, со односно нашата висина и дужина. Може, ако за некој проблем, може и колко литро, 0,5, но тоа ќе го ставиме за вас. Ќе се потрудиме до него да направиме вежбички за делање. Во втор дел ќе направиме изпитнување без шишерка, да ги третираме како нешто што заменува тек, дужина. И во главен дел на часот ќе изработиме така наново со ползване шишерка вода, која ќе ни помогне да направиме надрез на подобрение на връчната сила. Инаку, тоа е интересно да се каже, овега може да забележите дека видеото е поделено во делови, односно по-англиски чаптери, односно во делови, бидејќи подолго видео е часот наш, ние треба секој да знаеме во кој дел участваме, па и го подготовка и ги изведуваме. Ако видите овдека, веднаш пише се работа дела, пише се работа што на тоа. Ако идеме на следниот дел, овдека е во еден дел на час. Ние наистина пред нас одржуваме да работиме на час, а не само да видео за техничка подготовка. Тоа сега чисто како наслов. Вежби, ако еден дел, за стимулирање, всеки ден не стимулирање. стимулирање на кадри, исто така. Сакам да видим ова вежба од друг раков, 360 видео нуди, значи нуди може да видим како парнично изгледа од делот по закон. Сакам да видим како изгледа бочно, ќе видиме на ова вежба. Како направиме да може она после првите 10 видеа што ги снимаме класично. За изпълнение на задна ножа, Како да го довършим да стане чувствува дека ние сакаме да го повеќе и подобро и по-квалитетно да приближиме част од физичните вежби, и тој да може да ги приема. И за некоја част од наставникот да може да објаснува, да објаснува и да коментира видеото и можеш да ги приема дали ученикот на правилно изразива дали на случајно место до прашање. това е Диана Библа, условно да държи укрити нивои. Главен дел
Назад. Така, со кревање и целото управање на раците, пуштаме и ги пираме. Исто така, како ви посуваме, може да видите половина пушување. Што може друго да мислам како упласно сега да кажам, дека ова што разборував пред. Човек имаме кој часет, за што се однесува, нели, со кој реквизит и за која моторичка способност, но сакаме додатно да имаме информација, настави се подготвиме за часите, кој што тема како толка си да сакаме да имаме пред час, па и да сме спремили 2 дена притворно как да тргнеме во неа, што се вика, еве тука, значи со тема, со кој дел час, кој реквизит така нападне, како се работи и имаме линкови каде што, еве да кажеме на овој блок, може личен блок, но јавен, не е още за мои лични потреби, тука е за физичко, овој блок е направен да понуди наставни содржини за онлайн настав. Значи не е ништо лично, иако е там Југослав, велики онлайн неа. Овдека ги има сите програми и сите планирања по кои вие можете да зазгадете основно средно образование со 72 часа, со 108 часа, да изборен спорт да ги искористите, и исто тоа, ако случајно бараме друг јазик, не сакаме да биде тоа на друг наставен јазик, калкулираме само конститути и да дадеме на јазик да го случи. И што е интересно, дека вие се време во тек на работа, овде ќе забележите дека говори, дека имаме настава, онлайн настава за прво до пето. Прво до пето, вакуум, четврто и пето деление нема, трето се гледа физички, немат наставник по физичко и заставно образование, немат наставник и може би од днеските наставници немат и содржина, тоа што би ги прилагодили тие вежби според програма која е скратена од прво до пето, така и тука разработивме ја, односно подготовка и се, значи имаме и за прво до пето, а тоа ќе ви го покажам како. Којдете на каналот на спортските телевизии примерно, овдека се сите видеа, но на плейлиста се структурирани според сите програми, според сите планирања, како е планирањето, така се структурирани часовите. Прво на 4 година со 13 часа, за изборен спорт 7 до 9 точка до 22. Прво до 4 година, 6 до 9 и реги до прво до 5. Значи ние како наставници, мислам дека уште поголема важност ја успееме на нашите колеги од делjenска настава, да кажеме дека имаат можност да имаат часови на мирен наставен јазик и за тие ученици да ги пуштаат барем половина на онлайн настава за физичко заставно образование, кога да настава, може да имат час, наистина, мислам и тука да го подигнеме нивото на непретервата сезон. Па толкова. Колку се враќаме на презентација. Сега да кажам дека гледаме да ова е блогот дека кажеме, препораки за следење на часот ќе бидува на 24 ноември. Оние нови препораки, од кои што самото министерство, самото бюро и разлог практиките, които нас не знаем да се дават свещи, а ние како сдружение праќавме, самите праќавме некои сугестии, насоки, барем и до бюро за развој до министерство е да некои нови препораки како да олеснат наставата, каде што ги вадам некој вид така не се одредуваме на настава на Teams, преку лаптоп, паметен телефон или ако не да печатен материјал. Со вклучени камери, се препорачува учениците со вклучени камери,
со исклучени микрофони, продолжително присуство, евиденција на наставникот, затоа кажам не негово еден час, а пречината на часот на било кој начин да биде суспендирано со педагошки мерки, кој имаше такви примери, имаше некои збркани ученици од училиште така, заради пречење на настава. Да се има план за настава, после реализација од МОН, бюро и Центар за стручно образование, современи да се користат од наставниците современи тактички стратегии, методи и техники, што се надеваме дека тоа го нудиме, дека се вклучени вклучен дискусии, коментари, прашања на учениците, да се мотивираат учениците да се пасивни, да не се затворени, да се скриели този камера и ако ги гледаме, секој ден има фидбек. Да не е дозволено споделување на неформална содржина од забавен карактер и содржина која не е наменета за едукација. Ова веќе е всушност оној дел на нашиот час, што ние преходно не го знаете во говори, но сакаме тоа да го направиме. Не се случи наставниците да споделуваат било какви содржини, па некој дури крајно неадекватни, што не верувам дека е така, но може да има насока, барем да има таква насока, учениците да се независни самостојни, мотивирани, посредени, дисциплинирани, наставникот се грижи за здравјето на учениците и оно што спомнато, за видеото и препетот по користење на ова информатичка комуникација технологија и тука ние предвидовме, иако стои овде дека стои да предвидат вежби заhtеви на овде разлежување, па и ние тука осмислиме час 2 за актуелно 10 минути, така што може да посочите на вашите наставници. Нема денеска физичко здравствено образование, може да стане по информатика, по биологија или од денескиот и да го пушти по 10 минути да формула, да го пушти по 10 минути да се разлежат, да се размрдат нема. По тој дел, значи некако водевме грижа и се поклопи со овие работи, начин на оценување, овдека мислам дека беше најголема недоумица, особено во првиот период, тоа е класификационен, но и ние тоа него даваме на значење, битно беше да ги направиме содржините да учениците ги припадат да вежбат, а ние во тоа да се снајдеме, најдобро што можеме. Каде тука сега актуелно со редовност на учениците, давање на стипендии и така натаму, па еве ние некои препораки што можеме да дадеме, може мислам дека не се адекватни, дека редовен ученик е оној што има најмногу 85% од частно присуство, тоа е според закон закон за деца, така нешто. Закон за грижа за деца, така да се значи, заштита на деца, спомене, од 50 до 80%, значи тука, сакаме да кажем дека би бил доволен во смисла да не може да става единица, пака сме говорили на преборка за мотивација, а под 50% че ученик на работа да го оцени бидејќи не се вклучува или ако знае дека некој недостапен и запечатен материјал. Активност на учениците со физичко вежбање и примена на реквизитите активност и комуникација со наставните има и сега тука од тие активни ученици би ги поведени на 3 минути. Најниско ниво, за оценка 3 било изведено малку број на вежби кои што ги викнеме за настава, со неколку повторувања, значи немногу мотивиран, повремено применуваме реквизиција, кога што фали нешто, не може да најме ни алтернативно решение, значи ако нема поправljен, денеска да суткани ни хартија да изимитира топни, значи не се ангажира. Средно ниво, за оценка 4 го така го ние овдека даваме, да изведува барем половина од тие вежби што ги даваме ние, со доволен број на повторувања и мали критички грешки, че се пак добро ги изведува вежбите и високо ниво за оценка 5 било дека сите вежби ги изведува, што ги презентира наставникот правилно, со целосен број од препорачени повторувања и тоа дека може да. Она што беа нашите проблеми, е време за истување на содржините, носите кои што одвојуваме сите заедно, подготовка на снимањето, значи просторија, реквизити, техника, монтирање, опрема материјал побара многу време, особено за ова 360 технологија, по цели ноќи што се вика, и делиме заеднички со колегите кои што се снима различни мислења кои што се работуваме и веднаш на доброто го имплементираме, нема тука, ама јас кажав, ти кажа. Што мислиме дека веднаш го имплементираме и го ставаме на видео снимка.
тим од наставници кои се со работна врска, сепак се вложили дали нешто за себе, за струката и за колегите. Нема таков тип на ресурси, од кои што ние идентифицираме нешто што било во минатото, ајде сега не нешто точно, туку мораме да бидеме автентични, да се вложиме, да влеземе во материја и да го тоа или да го произведеме. Така? И предизвици на работа според правилата кои ги дава и прописите што ги дава Министерството и бюро за развој, едукација, само едукација на информатичката технологија и вештините, да разпакуваме се на добиване на некоја си платформа и достапно мора да се надоградуваме самите, да имаме некоја креативност, што произведува од нас инвентивни решенија, иновативни секако, да пробуват интерес и учениците со работа меѓу колегите, да бидат одржливи, променени не само за тој час, туку и по-наставот, и целата година, може и да завршим во корона. И така, тоа би било некако. Ова може би мислам да ги последен слайд, значи совети некои наше од ова искуство, би било наставниците да бидат доследни во реализирање на наставната програма, бидејќи во некоја наша комуникација слушаме дека добро, тоа се досадни часови, знаеш, им пушта нешто интересно, таму со музиче, нешто од англиски, дека дајде бесплатно, па досадно е, дека тоа е наставка. И мора да го видиме дека тоа е правилно и потребно и да го измотивираме. Не само различен тип на вежби, секој час интересно за гледање, но да не за практицирање е важно. Во тој да се вижува. Да според планирања, бидејќи видовме дека некои не работи според планирање или понекогаш, методски пристап да има на обука на нови вежби, движења, одржбувања, кои може да се самостојно планира, мотивација и потикнување на учениците да биде максимално и секојдневно, да ги приминуваат овие вежби, едукација и самоедукација на наставникот во овакво здружување, професионализам на многу ниво, на многу сите, значи сите развојни така беше напредни системи не вложуваат во ресурси на техника и технологија и ако тие што вложуваат немаат големи бенефити, најголемо вложување всушност во наставник. Тоа се некои светски истражувања, кажеме сега што се најактуелни, дека професионален наставник е тој што ќе направи добар час или активност која што ученикот ќе прифати, кажем така, така да нашата ваква самоедукација мислам да е актуелна. Да не должи. Благодаря. Моделно упатство нема да го програмата бидејќи одложиме повеќе. Го имате на YouTube, упатството е поставено како сите видеа. И тоа упатство, сакам да кажам дека е преведено на сите јазици го има. Нема да го должам, али е дел, има дел за како се користи. Се ова што го покажувам, ОДП прикажано како да се искористи на директно наставникот, со слика во слика, не со видео во видео заправо. ОДП е како од мобилен да се искористи. Тука од мобилен нема можноста за аудио на стеј, тоа се да кажам. Значи сепак компјутер, лаптоп за наставникот е најдобра опција. И овдека се овие очила, каде што е барем тука само да цирнете, да видите на кратко, за да не бидам доследен, дека ова што е со овие двата прозорци, кога ги остави ученикот, всушност виртуелно доаѓа овдека, дека навистина ако некој сака да е тука во наставникот. Од него го гледам наставникот кој ги прави вежбите во гледано позадина, овие скалички, навели со скалички и одела наставникот кој ги прави вежбите од страна и тука сум покрај нели. Ако е пуштен звукот, ќе се слуша исто звук и тоа е тоа што нели околу возможува 360 видео за да можеме да видиме заедно со Сезирно толку да не должам многу. Значи некој лик беше помилиони анкети на терен и ова што го сработи, некако ни даде насока за перспектива. Благодарам на сите фрики од Пица, и така е претhodno да делиме.
цела ова организација во снимањето на работата. Така, сакале да знаме на оние што сработат. Да, нормално во идина поголем број. Жаклина Стрика. Само се корона поздрав. Којан Дергески. Само нека се вратам на својот место. Светлана Стојановска. Така налагат дисциплина по овај позор. Никола Златановски. Никола беше тука, ама знаме, може би. Елена Арес. И Стефан Боршишевич. Сега, може би и нас, ке не гледате на овие сите локации на програма на YouTube, меѓутоа ние одлучиме на помладите да им дадеме предност така да млади витки кои гледаме таму, децата викат браво, професоре. На YouTube. Така, по-младите, речеки, цуркаме фонета, младима свет остае. Секој може да се вклучи, тоа е да е доцигно, донатано значи, овој проект простор може да се вклучат и другите колеги од здравото. Има на овој час. Одевме да на снимањето одат помлади колеги од причините што одветата сакаат да гледат помлади. Сега ако ние по возрастните дојдеме таму, нема вежбата сама да изгледа онака како што треба. Сепак изгубивме ние рутина за вежбање, ние даваме совети. Сепак ние сме вклучени во целокупна организација на сето ова и мислам дека направиме голема работа за Куманово и не само за Куманово, да ви дадам пример дека овие презентации што ги гледате овдека, форматив работата со Николе, Паланка, Като, Пробешки, значи се јавуваат колеги, ало се случуваат со своите, значи сега зборувам за ова зона наша Кумановска, меѓутоа и понатака што вели колегата Кочан и Петрово и така. Значи нема кој град не работи према овој час. Ова е проектот може да иде за цела Македонија, така се вклучени сите кумановски колеги и јас викам заедно сме посилни и сега дека ќе настапуваме и понатака, заедно се продолжиме не само овој дел и во училишта, спорта, што Имаме 5-6 минути време, ако сега да споделите словно някои свои ваши видеови изкуства за ставуване, това ще ги изкористиме тези 5-6 минути за извор на тук да слушаме, но добре да вие да знаеш, ако века работи нещо, да не нема нещо да сугестия. Ако нищо друго, барем на имейл, що е на спортските педагози, на другото от нашите сдружения, да избор на вас, че всяка критика, позитивна, конструктивна сугестия да бъде да ви това е също, що трябва да се случи. Има лайки, има дислайк, значи най-често има отцепа, нещо е да овека има, значи може да се случи. И овека има можност да се subscribe, значи и да овека кликне да изгледува всеки видео да се появува на вас. Кога ние ќе го поставиме, вас да види за нотификација да има ново видео, но има можности да се коментира, но коментарите се, имаше коментари, но изключим, но наследавахме пермисија да ги
дадена дозвола дали да ги обяви, да се обяват в YouTube, бидејќи имаше невкусни коментари, што не се още ни го насока ни на часот, ни на ништо, без врска там, поне да се говори 2-3 пати повторено, треба да почитат ученици, наставници и родители, докато тоа го направите со селекција на тие, да кажем, коментари, на кои имаме многу, на генералното видео има може 200 лайка, но 150 дизлайка, имаме нешто не му се добаѓа, нормално. Отворени сме за критика, тоа е јавно поставено, безплатно и инаку видеата се генерално потворите видеа, се овие што се 1 час за 3, имаат од 15, 17, 20 видеа, оние кои ги правиме во почетот 200-360, еден час го снимаме 3 пати и го монтираме 3 пати, едно видео има од 7, 10, 11 телеграма, пута 3, пак пута 30, значи, сепак не наставници само прикнували ученици и учители, она што го гледаме на анкета, не само да го зборуваме на овие ние, него е гледаме тези учениците, наистина некои сака да проведат, да видят што ние можеме да не дали, она што го работиме до владија. Ама пак јасно што е било. Во секој случај, она што јас гледам во практика, може да се на народ гледа дека треба да оди одото. Пред камера во тој одос имате ли некои забелешки, препораки, понатаму може речи идејата да ги претвориме во по-квалитетни, по-успешни години. Или пак да сме ја сработиле во ако нема, тоа би не радувало. Ако дека завршуваме, само ќе ви кажам дека почетокот имате во сите училишта пратено линк за регистрација. Федерацијата на спортски педагози ќе организира ваков семинар на национално ниво со сертификата електронски се пушти за регистрација потребна и во четврток до 12 часот, мислам дека од 12 до 2 најмногу и по, ако може да се успее да се скрати, а во Кривица за всушност осмислената револуција може да се пријавите и да бидете учесници, па и таму ќе има може презентација некои колеги кои што снимат пријавено да дадат твојни осврти, да кажат дека имате за практика, да компанија се вклучите, мислам дека до крај на учебна година може мали години зависно нашата област ќе направиме една едукација и за тандем настава и там ние би запослили и наставниците водат физички прво да професори физички настава и ако може да ги вашите колеги што предават сега и ако сте да вие тие што предават да станат да има първо или второ или трето години, може да очекувате да се находи в Кривица, да кажем, да бъде в мали групи на нашите видещи в сала, тоа е планано, само Да, и уште да очекувате дека вече во процедура сме на еден проект кој се вика физичко присуство на деца со посебни потреби. Вече се спрема и ќе оди од за 2 недели ќе стартува. Ако се согласни и за тоа ќе треба да се консултираме со одредени stručnjaci koji su učiteljica za deca со посебни потреби. Во секој случај ние сме овдека поради децата, изразите на кои се, како се, што се, значи за сите деца сме и тоа го и работиме и успешно го работиме, што можеме да видиме. А ќе гледаме понатаму што по-успешно да биде се овде. Со ваша помош, Делимата и пол на постата, делимата и пол за запишуване на 2 часа според протокол. Мислам дека изцрпва, дека няма дискусија, било и прашање. Само одршка, много добро. благодарам за огромната подршка што ми давате за
честитки од мене, навистина ме продушевите, значи само позитивна критика имам за ова со одлично организираниот семинар и ето што значи 3 спортски асоциации здружени заеднички колку можете да направите. Сте вложили многу труд, навистина пример сте за другите општини, ова треба да кружи низ цела Македонија, а за самите презентации што ги имате, мене 60% од часовите ви користат вашите. Браво.